Војната во Украина наметна парадоксална ситуација во македонскиот текстил. Порачки има, ама нема кој да ги сработи, се жалат работодавачите. Дисбалансот на пазарот на труд и измените во законот за работни односи во делот на прогласување на технолошки вишок се причина да не можат да одговорат на бизнис понудите кои доаѓаат од странство. Последниве денови имаме многу голема побарувачка за наши производи и никој не може во Македонија да ги задоволи тие нови барања. Постојано нови фирми доаѓаат, дали некои работеле во Украина, дали тука се смалиле капацитетите наши, затоа што знаете ние лани минатата година во Македонија многу се намали број на работници во текстилна индустрија. Покачувањето на енергенсите и храната се причина за стопанствениците со странските партнери од Европа преговараат за повисока цена. Признаваат тешко им оди. Значителен удар ќе предизвика и исплатата на минимална плата, објаснува Димитров. Се тоа некои решенија, квази решенија кои зборуваат дека сме претерале со 18.000. Не може никаде во свет нема 62% минимална плата во однос на просечна плата. Таа политичка одлука беше многу лесна, едногласно се изгласа, но последиците од неа ќе се чувствуваат сега. Така да тоа ќе предизвика и проблем во буџетот, и со јавниот сектор, и проблеми кај нас во компаниите, како сега да ги наградиме добрите работници кои на лоши работник мора да му дадеш 18.000 денари. Ковид пандемијата силно ја погоди текстилната индустрија. Околу 7.000 работници останаа без работа, а поради стопирање на нарачките од Европа, многу конфекции ставија и клучна врата.